Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. На нашиот овогодишен евровизијски представник Владко Лозановски изгледа му тргна периодов, освен што ќе ги брани боите на Македонија во Малме, Шведска. Тој за своите сограѓани од Кичево реши да стори уште едно добро дело. Лозановски својата љубов кон родниот град и фудбалскиот клуб Напредок ја искажа и преку песна. Химната која ќе се пее на секој надпревар на овој фудбалски клуб го носи насловот Напред Напредок. Текстот заеднички го потпишуваат Владко со Милан Миланов и Лазар Цветковски, кој ги направи музиката и аранжманот и свири на гитара и бас, додека придружните вокали се Магдалина Цветковска, Лозано и Лазар Цветковски. Иако сите земји учеснички се уште не ги избрале своите представници за надпреварување на Евросонг во Малме, облужувалниците веќе објавија дел од своите фаворити. Победничката песна на Беосонг Србија, Љубов е свуда, се наоѓа на 9-то место на прогнозите на европските облужувалници. Што се однесува за земјите на бивша Југославија, најдобро котираат хрватите со Мизерија. Според првите прогнози, најголеми шанси да освои прво место има данската представничка Емили де Форес со песната Teardrops. Конците би можела да ги замраси Норвешка, која ја представува Маргарет Бергер со номерата I Feel You My Love и која малку заостанува зад нејзе. На третото место е Русија со песната What If, која што ја изведува Дина Грипова. Своите представници за престојниот Евросонг сте уште не ги одбрале Израел, Шведска, Романија, Холандија и Молдавија. Македонија не се најде меѓу фаворитите, но останува да видиме дали тоа ќе се случи откако, како што е најавено, евровизиската нумера Империја ќе биде преработена. Арнолд Шварценегер, откако стана актер, па потоа гувернер на американската држава Калифорнија, сега ќе стане и уредник на два весници кои се посветени на бодибилдингот. Како што пренесуваат американските медиуми, Шварценегер е именуван за извршен уредник на весниците Muscle and Fitness и Flex. Повеќе кратниот шампион на најголемото меѓународно надпреварување во бодибилдинг Мистер Олимпија. Новаа позиција бил и пред 10 години, кога победил на изборите за гувернер во Калифорнија. Меѓутоа, набра го поднел оставка, бидејќи бил критикуван за конфликтите на интереси со новото работно место. Шварценегер, меѓу другото, ќе пишува колумни во весниците на чии насловни страни се нашол повеќе од 60 пати. Арнолд изјавил дека ова работно место како уредник на овие весници го инспирирало повторно да дига тегови. Весниците ги издава американската издавачка компанија American Media. Следниот модел на Samsung смартфон ќе вклучи во себе опција со која корисникот ќе може да листа надолу користејќи го само погледот и ништо повеќе. Односно, смартфонот ќе го следи движењето на очите и самиот ќе знае кога ќе погледнете на дното од мониторот дека сакате да скролате надолу. Оваа новост се очекува да се појави веќе овој месец, за кога е планирано појавувањето во јавност на новиот Samsung Galaxy S4. Компанијата веќе пријавила во Бирото за патенти на Соединетите Американски држави дека сака да го заштити својот изум, кој планира да го користи на смартфони, таблети, дигитални камери и мобилни телефони. Сепак во New York Times се наведено дека не можат со сигурност да објават дека новата верзија на Galaxy ќе ја има оваа опција, нити дека сигурно ќе се појави на 14 март, кога е планирана првата промоција на Samsung Galaxy S4. Предходникот пак Samsung Galaxy S3 беше најдобро продаваниот телефон на компанијата досега, па со оваа новост очекуваат дури да ги надминат продажбите од последниот модел. Со ова Samsung сериозно му фрла ракавица на Apple и iPhone-от. Ќе биде интересно да видиме дали воопшто ќе има одговор од нивна страна. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.